Законот за енергетика и пазарните правила, односно правилата за пазар на електрична енергија, кои што се донесени во мај оваа година, даваат можност во втората фаза од либерализацијата на пазарот на електрична енергија, поточно од јануари наредната година, 2013 година, група на потрошувачи на електрична енергија да се стекнат со статусот на квалификувани потрошувачи на електрична енергија. МЕПСО на својата интернет страница го објави списокот на 146 компании кои што од јануари ќе се стекнат со статусот на квалификуван потрошувач. Проценката наша, па веројатно 50 ние имаме исконтактирано, меѓутоа тоа е процес, нели, и ќе продолжиме и натаму, затоа и рековме дека овие активности комората ќе ги продолжи во интерес на запознавање на членките, да отпочнат веднаш со активности, со пресметки, со организирање во групи, како би можеле, нели, да искористат поволноста. Критериумите, ако прашавте, тоа се над 50 вработени и 10 милиони евра обрт. Со стекнувањето на статусот на квалификуван потрошувач на електрична енергија, тие се стекнуваат и со право самите да набавуваат електрична енергија на слободниот пазар, а со тоа и да бидат член на балансна група на потрошувачи, преку кои што ќе го решат балансирањето на потрошувачката на ниво на нивната потрошувачка, а во рамките на балансната група. Овој начин на организирање на идните квалификувани потрошувачи, согласно постојните законски решенија, овозможува нивниот трошок да се намали, вкупниот трошок кој што го имаат за електрична енергија да се намали, а со тоа и да ги намалат своите трошоци на работење. Во овој момент најголем дел од фирмите кои што трошат електрична енергија, таа ја плаќаат по два основа: потрошената електрична енергија и ангажирана моќност. А ангажираната моќност пак се плаќа преку максиграфот. Тоа значи дека ако ангажираната моќност во интервал од 15 минути се плаќа како да е ангажирана цел месец во периодот на работењето на фирмата. И согласно ваквиот пресметковен систем на потрошена електрична енергија, се случува да платениот износ за ангажирана моќност биде еднаков, а во голем број случаеви и поголем од износот платен за потрошената електрична енергија. Сега, оваа ситуација може да се надмине кај овие новите квалификувани потрошувачи со самото излегување нивно на отворениот пазар, значи слободно да ја набавуваат електричната енергија, но доколку ги се организираат во балансни групи, а самото пак формирање на овие групи ќе може да биде со минимални, а дури и без инвестиции. Во рамките на Стопанската комора на Македонија, поточно на Македонската енергетска асоциација, е согледана оваа погодност и на овој начин сакавме само да информираме дека една голема група на квалификувани потрошувачи, регулативата и дава можност да го намали својот трошок за електрична енергија. Веќе одредени активности се започнати со правење на одредени согледувања и пресметки, меѓутоа, што е уште поважно, ќе се продолжи до примената на регулативата со подготвување на фирмите, за да можат што поподготвени да излезат на слободниот пазар на електрична енергија и да се организираат во балансните групи, како би можеле на тој начин да ги намалат и трошоците на работењето. Сега се уште не се завршени тие пресметки, но се очекува дека најмалку за 20% би можело да дојде до намалување на трошокот. Значи, ние имавме само една средба на оваа тема во рамките на Македонската енергетска асоциација, која што нели ги следеше и донесувањето, но што е уште поважно и примената на регулативите, и на таа средба се оцени токму дека за прв пат кога компании излегуваат на слободен пазар, може да се направи, да се добие тој позитивен ефект кој што го нуди регулативата.